Со спомена професорката на Мита, требаше да гостувам поради новиот превод на словенечки на книгата Бесконечни модели на расказот и од таа причина и решив да зборувам за краткиот расказ. Значи не зборувам од позиција на специјалист на оваа тема. Јас почнав да пишувам кратки раскази како такви куси раскази по некаква инерција, сега да не ја кажувам целата историја на како излегоа тие две книги, или поточно Бесконечни модели на расказот, но значи повеќе сакав да навлезам малку и теоретски за тоа што значат овие куси прозни форми. Сега кога ќе ја погледнам таа книга Бесконечни модели на расказот, можеби од теоретски аспект би рекла дека таа не припаѓа во овие куси раскази, но за тоа подоцна. Насловот нов книжевен вид, подвид или меѓувид, краткиот расказ, дали што представува, бидејќи многу теоретичари имаат дилеми околу тоа како да го класифицираат, дури како да го наречат. Затоа, уште на почеток да се оправдам за насловот, односно кога зборувам за краток расказ, зборувам за токму некакви форми кои што денеска се познати под други имиња, микрофикции, мини раскази, куси раскази и така натаму. На некој начин, штом веќе не постои воедначен термин, можам да си го користам оној кој што најмногу мене ми одговара, да речам, и се додека не дојдеме до некако можеби решение за да го дефинираме, да ја дефинираме оваа книжевна форма. Од друга страна, да речеме, кога се навратам, краток расказ, кога би рекла краток расказ, значи дека повеќе инсистирам во една таква прозна форма на раскажувачкиот дел, односно да има да се приближи кон нешто што е покласичен расказ. Затоа и би го користела терминот краток расказ. Но ќе видите дека во слайдовите и во разни цитати кои што користам има разна терминолошка нехомогеност, односно дека се користат повеќе термини. Мислам дека во скоро време многу е расширен овој термин краток расказ, кус расказ, некаде сум го среќавала и со цртичка. Меѓутоа тоа не би било точно, бидејќи ако е со цртичка, тогаш ќе треба да се членува краткиот краток расказ, кусиот кус расказ, и тоа многу звучи неприродно на македонски. А пак краткиот краток расказ, така, да, би требало да биде краткиот краток расказ без цртичка, меѓутоа повторно ќе кажам, иако се инсистира преку овој наслов, односно овој термин на должината на расказот, сепак како термин мене лично не ми се допаѓа, некако ми е преобременет, предолг за една таква кратка прозна форма. Значи, кратка прозна форма, творба, прозна скица, се некои термини што ми се допаѓаат, мислам дека би можеле да влезат во некоја поширока употреба. И сега, овие некои термини ги извадив од еден труд, кој што мислам дека можеби во нашава среди не е единствен, на Жарко Којунџиски. И во таму се наведени многу повеќе од овие овде термини кои што јас ви ги извадив, и што мене лично и најмногу ми се допаѓа, има секакви називи, џебен расказ, минутен расказ, секавичен фикција, мини фикција, цртичка, кој што не е нов, мислам постои како термини од порано, и во српско-хрватски исто така се користи. Има обиди, например, бидејќи да се спојат проза и поезија, па некаков неологизам, проезија, минијатура и така натаму. Значи, можеме да размислуваме подоцна, откако ви подготвив едно кусо малко теоретско представување, да размислите можеби кој од овие термини најмногу ви одговара, најмногу би го
со кои би ги окарактеризирали оние раскази што се надевам ги прочитавте или така натаму, не знам, ќе видиме. Од кога датира? Овде има прво нешто друго ставено, но на крај се решив да ја употребам оваа референца. Кој прв почна? Кој прв почна да пишува кратки раскази? А ова не знам дали можеби знаете, ова е наслов на една драма од Дејан Дуковски, ММЕ кој прв почна. Не би објаснувала што е оваа кратенка овде, ќе си побарате. Така, сочна македонска пцовка се е тоа. Значи, кој прв почнал да пишува? Каде можеме да се навратиме и од каде почнува историјата на ваквите раскази? Некои многу критичари почнуваат да ги бараат трагите на ваквите кратки прозни форми уште дека од секогаш постоеле, дека биле тука, дека биле присутни, дека има многу долга традиција. Значи зборуваме за митови, басни, приказни, легенди, анекдоти, дека сето тоа се куси форми. Па од таму пак ќе го поставам прашањето дали само поради таа кусост на расказот тоа го прави него поразличен од другите. Значи бидејќи насловот, многу од насловите инсистираат така мини, микро, инсистираат на должината на расказот. Дали е тоа пресудно? Имаме во историјата многу такви куси прозни форми. Нормално дека не е до должината, туку е нешто што се случува внатре во самиот расказ. Урошевик пак во една антологија на француски кратки раскази вели дека од сите книжевни облици кратката прозна форма е најмлада и ја сместува некаде во 19-тиот век во романтизмот, односно повеќе зборува за преодот на поезија во проза кон вакви куси прозни форми. Така што некаде би можеле таа рана некоја историја на овој расказ да ја датираме некаде во 19-тиот век, кога впрочем се јавува и краткиот расказ оној од да речеме Едгар Алан По, што го знаеме со должина која што денеска не соодветствува на овој краток расказ за кој што зборувам. Кујунџиски пак вели дека е релативно нова форма, можеме да ја сместиме некаде во 80-тите години на 20-тиот век и дека од тогаш па натаму им доживува подем и се развива значи бум доживува веќе во новиот милениум. Нема кој не пишува, мислам, кратки прозни раскази, веќе кратки прозни форми од големите писатели, да ги речам. Секаде има разни конкурси за кратки раскази, така што е вистински бум. Ќе видиме секако зошто, предпоставувам, но ќе видиме зошто е толку популарна токму во новиот милениум. И тука имаме еден цитат, например, да, секако треба да имаме предвид и овој долг развој од почетоците на кратките прозни форми, митови, басни, приказни, во предвид, кога зборуваме за денешната форма на краток расказ, но секако оваа форма ја загубила, како што вели Родригес Ромеро, цитираме некои шпански критичари, ја загубил колективната, народната, фолклорната природа и се преселил на повисока естетска инстанца поврзано со свесноста за чинот на пишување. Значи, се сместува овој книжевен жанр во постмодерната, односно, нели, таа автореференцијалност, таа свесност за чинот на пишување, во кој што изостанува народниот, фолклорниот елемент на овие постари книжевни форми, кратки прозни форми. И, значи, од досега кажаното би можеле да заклучиме дека е нов книжевен вид краток расказ, бидејќи зборувавме за дека можеме да го датираме некаде, зборуваме дека има одредени разлики во однос на претходни прозни форми, но сепак го ставам под знак прашање, бидејќи јас, например, имам некои дилеми, не сакам да ги земам работите здраво за готово.
Па од каде би тргнала во кога би требала да докажам дали е нов книжевен вид или не? Секако треба да тргнам од тоа како се дефинирани книжевните видови, и да тргнам и воопшто што представуваат книжевните видови. Секако ќе се согласиме дека тоа се книжевни конвенции, дека меѓутоа некои дури секако и ги негираат, дека воопшто постојат. Бенедето Кроче негирал дека постојат книжевни видови но дали но секако дека се корисни да ги имаме, барем како некаква референца, за да може да мериме, нели, што отстапува од некакво правило, што е исклучок, што е очудување, и на тој начин кога нешто отстапува од некаква норма, всушност ги поместува границите на тој книжевен вид, или тие се растегнуваат, или пак едноставно се раѓаат нови книжевни видови. Ќе видите. Книжевниот вид е производ на еволутивен процес и на одреден историско-општествен контекст, вели Галјардо Галидо, и например, наведувајќи ја епопејата како книжевен вид кој што еволуирал и исчезнал со текот на времето. Денес епопеја не само што не се пишува, туку и немаме некој што така со сласт си чита по дома епопеја, што му е една книга тука до пред спиење да си прочита, да си разлисте на епопеја. Книжевниот вид се раѓа во одреден момент, нели слично нешто на ова погоре и речиси секогаш како гранична формула на веќе постоечки вид. Значи, книжевниот вид вели уште во самото раѓање, кога нешто ново се раѓа, тоа е на границите помеѓу два книжевни. Еве, кога ќе ги проследиме воопшто, епиката, драмата, поезијата и денеска се многу тешки за дефинирање, затоа што нели попримиле и од сите книжевни, од трите книжевни рода и од различните книжевни видови попримиле по нешто и се е денес можеби хибридно. Но веројатно за да еден книжевен вид биде дефиниран како таков, треба да има следбеници, значи треба да има еден кој што прв почнал го вовел на некој начин и потоа да има имитатори, следбеници, за да почне да стане препознатлив и кај самите писатели и кај читателите. Кога ќе видиме кратка прозна форма, велиме, еве ова е краток расказ. Не велиме ова е драма. Секако, нели? И сега, еве, дури Аристотел нели зборувал, зрелоста на еден книжевен вид е момент кога ќе ја достигне својата вистинска природа. Мене беше интересно ова, бидејќи значи книжевниот вид, жанр се колеба, поприма, се раѓа, нели се развива, еволуира, се до еден момент кога ќе треба да ја достигне својата вистинска природа. Веројатно, кај краткиот расказ се уште не сме дојдени во таа фаза, за да можеме да го јасно да го издиференцираме што е. Или пак можеби сме ја надминале веќе таа фаза, па сега станало уште нешто сосема ново, хибридно. Ќе видиме. Мислам, не сакам да ништо да тврдам овдека јасно и прецизно. Ми беше интересно да проверам во еден поимник на книжевна теорија од 2007 година, има сега ново издание, 2021, меѓутоа не е издадено во печат, дополнето издание. И за жал, например, во ова од 2007 нема поим краток расказ, кускус расказ, микрофикција. Имаше, например, само расказ, кус расказ. И сега ми е интересно само да ви споделам дека, например, новелата, интересно е што во самата етимологија на зборот, новелата значи нов вид приказна, возборуваме таму за 15 век некаде, нова вест, нов поглед на свет. И е дефиниран како расказ кој што е вклопен или е вклоплив во поголем циклус раскази. Секако дека ова не е само издвоив нешто од дефинициите, онај што ми беше интересно. Добро. Општа многу дефиниција, за да не можеме во неја да ставиме и многу други работи.
Лирската поезија, например, имаше многу долга дефиниција за тоа што е поезија, секако. Меѓутоа, интересно е што вели дека лирската поезија ги има следниве параметри: поетичност, нефикционалност, епифаничност, фигуративност, музикалност, лудичност, илузија на субјективност и така натаму, фрагментарност. И зошто ви ги посочив овие, бидејќи токму некои од овие елементи ќе ги сретнеме во дефиницијата за краткиот расказ. И сега, кај сме, што сме? Романот, пак вели, е подолга прозна книжевна форма во која се разликува од пократката новела не само по должината и обемот, туку и според начинот на организација. Ова, не знам, мислев да го ставам вака во курсив, но не го ставив. Начинот на организација на романот. Колку е тоа тешко да се дефинира, а всушност во него таму нешто внатре е суштината на романот. Така и кај расказот и кај кусиот расказ, интересна е дефиницијата, затоа што вели дека е краток расказувачки вид во кој што преовладуваат конструктивни постапки и модалитети за сите видови фикционални видови. Роман, краток роман, новела, приказна и така натаму, кои во... само да го намалам, зашто не го гледам целиот текст. Но кои во книжевната и во културната историја се приврзале понагласено за краткиот расказ. Значи, во оваа дефиниција вели дека многу слични се постапките и за пишување роман, и за краток расказ, и за новела, и за приказна, па и за мит, но овде во краткиот расказ нешто е понагласено. Тоа е, да речеме, единствената разлика што што го издвојува расказ. И повторно истите оние карактеристики како и за поезијата. Елиптичност, фрагментарност и така натаму. Овде во овој поимник краток расказ, како таков беше употребен терминот, односно на англиски вели дека одговара на short story, значи зборуваме повторно за оние куси раскази, овде е дефиниран со 500 до 2000 збора. А денешната дефиниција на ваков расказ е од 200 до не знам колку збора. Па може и реченица да биде. Нели? И имаше еден цитат од еден, па ако може со ништо да не направиме расказ. Од еден критичар. Беше така интересна пародија на тоа. Интересно беше што во оваа дефиниција стои улогата на расказот е промовирање на современата слика за светот. Тоа е интересно, затоа што ова сосема ни одговара на нашиот кускус расказ за кој што би зборувале денес, дека одговара на некаков општествен поредок и период. И сега, дали е нов вид? Некои велат, па секогаш сме имале ние кратки раскази, но сега само си имаме нови имиња да си играме со нив. Не е нов вид. Други велат дека не е до должината, значи едноставно расказот е толку долг колку што внатрешните принципи налагаат. Не е до должината. Не си подигрувајте со имињата микро, мини и така натаму, истото е во суштина. Маргарет Атвуд пак вели кога првпат се соочила со ваков вид на расказ, вели не, ова не можам да го дефинирам, ова им пркоси на сите правила и етикети, ова е мутант. Значи, таа го доживеала како некаков нов вид. И ако се согласиме со Лотман дека видовите цело време циклично се менуваат, еден доаѓа во друг план, друг во трет, значи сепак некако овој расказ можеме да му придадеме некакви карактеристики на некој нов вид. Јас лично би го сместила во некаков книжевен подвид, меѓутоа во тој книжевен подвид би требало да спаднат само оние кои што имаат некаква елементи на расказ, односно сетинг, сега ова се цитати, јас не би го потребала никогаш зборот сетинг, многу ми е интернационализаме, но некаков место каде што се сместува дејството, да има судир, да има
карактеризација на ликот и да има некаков заклучок. Тоа вели дека, значи, тоа би биле карактеристики и на еден обичен расказ. Така што, евентуално, некакво решение е да го викаме краток расказ, тој што ги има овие елементи, а оние што ги немаат овие елементи, раскажувачки елементи, да им дадеме некое друго име. Дали ќе бидат тие миниатури, цртички и така натаму. Тоа не знам. Пак ќе кажам, само поставам прашања, не би сакала да немам се уште доволно информации за да можам да тврдам. Многу се согласува дека е книжевен меѓувид, односно дека има Дабески, цитирам кај Кујунџиски, вели жанровски пресек меѓу песната во проза и кусата прозна форма. Велат дека има протеиски карактер, менлив карактер, зазема различни форми, хибридна форма дека е. И дека од сите краде по нешто, од сите, не само од поезијата и од прозата, туку и од драмата. И па така да би го нарекле можеби книжевен меѓувид. Ете, не е чист вид. Но секако може да се издвојат некои карактеристики кои што повторно не се само исклучиви за расказот. Ги спомнавме неколку пати: хибридизација, фрагментација, интертекстуалноста, сите ја нагласуваат како една важна карактеристика на краткиот расказ. Кај Родригес Ромеро беа нагласени, издвоени многу, неколку овде карактеристики: иронија, хумор, символика, поетски елементи, онирични елементи, фантастични елементи, филозофска димензија, дека би требало да ги има. И сега некои велат, например, дека краткиот краток расказ се јавил кога, нели, постмодерната, кога сакале да го свртат вниманието кон секојдневното, кон скриеното, кон септилното, кон неважното, оттаму произлегува. Или пак дека некои карактеристики се исто така, например, за разлика вели од народните приказни кои што имаат линеарен развој, овој расказ се карактеризира со многу испуштања, со многу елипси и сето тоа активниот читател треба да го надополни значењето. Да, тоа е типично, нели, за постмодерната. Така што кратките раскази, имаше повеќе цитати интересни беа, но го резимира вака. Вели се симптом на една епоха во која брзината е се. Епоха на резимеа и сижеа. Мене ова многу ми е интересно затоа што цело време кога и вие претпоставувам или нели како студенти го правите тоа, наместо да ја прочитате книгата, ќе го прочитате резимето на книгата, сижето. Така. Ако може да биде во една реченичка, нели, ставено тоа, сето тоа, уште подобро ќе биде. Вели, кратките раскази се симптом на епоха на ресторани за брза храна, на разводи за 24 часа. На уморен читател, прогонуван од недостигот на време, со дузина работи што му го одвлекуваат вниманието. И сега, нели, ние се обидуваме, нели, да му протнеме малку уметност на овој уморен читател, кој што сепак може да го задржи вниманието и на социјалните мрежи или на било кој медиум на кој што се објавува, и да го бомбардираме со малку книжевност и тука. Значи, писателите нашле еден процеп во кој што сепак успеваат да протнат дел од книжевноста во ова динамично време во кое што живееме. Точно половина час, колку што планирам да зборувам за еден мал теоретски вовед. Реков, ова е најпрозното, не секако најпрозното, меѓутоа од кратките вакви прозни дела кај Конески, за разлика од другите, е најпрозно, најраскажувачко. Нож е речиси како песна, како поезија. Кај Цвет, како што кажавте, се доближува, нели, до драмата, односно поради користењето на диалогот. И сега имам овде, само ќе го повторно ќе ја споделам презентацијата, бидејќи мислам дека може да биде
корисна една ваква поделба која што ја прави Ќулавкова на моделите на расказ. Може да има модел на откровение или епифанија, во која што имаме еден момент е само извлечен и каде што се прави некаков печаток и се прави естетски крај. Расказот треба да има некаков естетски крај, некакво откровение да доживее, да доживееме преку читањето. Некаква атмосфера или арабеска, орнамент, во кој што визуелно се прикажува нешто, имаме сликовит крај и модел на пресврт, каде што најчесто имаме и некаков неочекуван крај, кој што е окарактеризиран како гротескен расказ, гротеска, каде што имаме изненадување, драматичност некаква. Според оваа поделба, која што се чини така доста, ако веќе се согласиме дека сите видови форми, и оние малку што се по-прозни, и оние кои што се како поезија во проза, би ги сместиле во истиот кош на краток расказ, тогаш може би ваквото решение е згодно, бидејќи тогаш ќе кажеме да, е краток расказ од типот епифанија, е краток расказ од типот арабеска. Што мислите за ова? Тогаш, ако каде би ги сместиле Конески, Прокопиев и Георгиевски во однос на оваа поделба? Епифанија, откровение. Арабеска, некаква атмосфера или детај, опис, е орнамент. И гротеска. На Конески има таа сликовит крај, таа естетски крај, по мене. Цвет може да ќе биде и гротеска. И останува евентуално на Прокопиев да биде некаква епифанија. И двата се прилично поетични, и на Прокопиев, и на Конески, така што може би тука се двумеле. Може би рекла дека на Конески е повеќе епифанија. Не велам, не тврдам, но, например, бидејќи тој на крајот, откако го доживува, нели, секојдневното кинење на ливчињата во потоа го согледува на поинаков начин, нели, гледа дека тоа е всушност природата која што тој ја уништува, дела од некаков пантеизам, нели, и некаков свет во кој што и тоа е самиот делче, можеби тоа е повеќе епифанија, а она со ножот, во кој што само имаме сопоставување на нож, портокал и некаков конфликт кој што не е разрешен, можеби е повеќе арабеска и визуелен впечат, бидејќи при читањето речиси како да го гледаме тој расказ. А за гротеската мислам дека немаме дилема. Цвет е дефинитивно гротеска. Не го очекуваме крајот. Мираски. Одличен е Георгиевски, одлична му е таа книга Метаморфузија. Јас имам на глас смеено пред некој ден дома кога вадев раскази, плачев. Очто е навистина. Има многу добра смисла за хумор. Доколку најдете ви заинтересира, би го препорачувам. Ево дека мал коментар на некои ваши раскази. Јас идејата да ви пуштаме на таква вежба беше додека се воза во кола и ја слушав ова астрономскиот календар за тој ден. Сонцето изгреа тогаш и тогаш. Во толку и толку минути ќе зајде месечината и одеднаш така ми се случуваше и со бесконечните модели на расказот. Значи ми напаѓа одеднаш некакви идеи за расказ. Викам, леле, ова колку може да се разработи во некаков расказ, ова толку, нели, секој ден е иста. Прогнозата за месечината, само што се менува часот и така натаму. И затоа решив еве да ви ја предложам, и сите идеи беа најразлични. Например, Катарина направи
карактеризација на ликот. Успеа во 200 збора, колку беше ограничувањето, да направи карактеризација на ликот, да и нараторот да биде, да има свој карактер и има разни и обрнала внимание на многу детали. Например, сонцето ќе изгрева 5 часот и 50 минути, точно 18 минути пред да зазвони будилникот на нашата Елени. Ова ми беше интересно што го вметнува нашата Елени, значи нараторот се става во некаква позиција дека можеби ја познава Елени. Тука самиот збор веќе нашата ни отвара нам низ за интерпретации. Урша вели ми не достигаш. Ми не достигаш беше насловот. Те чекам. До крајот на годината остануваат уште 258 дена. Те чекам. Сонцето во Скопје ќе изгрее во 5 часот и 52 минути, ќе зајде во 19:15. Ќе те чекам. Значи, овде гледаме употреба на елементи од поетскиот јазик, повторувања, варијации на истиот збор. Тоа е еден модел, нели, можен модел на искористување на истата тема. Теја, ако не се лажам, немаше наслов, така? Да. Еден ден некој решил да почне да ги брои деновите. И ние слепо веруваме дека денес е четврток, 16 април 2020 година, 108 ден во годината. Значи, не само што користиш интертекстуалност, еден ден почнуваат така приказните, туку и елементи на иронија и на пародија, кој што е многу типично за ваквиот краток расказ. И ние слепо веруваме дека е тоа така. И ги броиме и упорно на радио слушаме кој ден е. Фатима, забавена снимка. Повторно сонував преполн автобус. Локва на која секогаш не го читам. Заборавам на пешачкиот премен и одвратно кафе од автомат на факултет. Уште 4 часа и 34 минути до последниот ден од карантин. Ти тука го контекстуализираше во оваа пандемска година елементи на ониричност типични, исто така и за краткиот расказ, иронија. Ивана, незиниот беше потрага. Размислуваше за неја и за Димитар и беше убедена дека незините мисли не се вистински, туку се само резултат на месечината во фаза на незината последна четвртина. Повторно, поетски јазик, некакво очудување прави со вметнување на оваа реченица од овој астрономски календар, дека таа е таа која што е виновна. Значи, мешање на јазични регистри прави со вметнување на оваа реченица Ивана. Ете така, еден мал коментар, на вистина многу ми израдува и многу ми се допадна вашиве приказни. И сега едно прашање, има ли рецепт за добар краток расказ? И да, и не, и може би. Да, во смисла треба да читаме, да се опробуваме многу, но тоа само по себе не значи дека ќе успееме да бидеме добри во тоа што го работиме. Но може би сепак тоа ќе не одведе некаде. Треба да бидеме упорни. Вие сте млади, јас на 35 години ја објавив таа моја една прва книга. Претходно нешто така, може би сум се занимавала индиректно со пишување, со некакви... Но објавена книга за... Не би рекла дека сум млад автор. Така што вие со оние прекрасни што ми ги пративте куси расказчиња, имате многу добар потенцијал, дури во Македонија да објавите нешто. Не се обесхрабрувајте, читајте секако и теоретски, но и многу книги и не се плашете да се опробате.